јас барам точката 17, а тоа е предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за медиуми во прво читање, да биде тргната од дневниот ред поради низа причини. Пред се добро е што воопшто е ставена во редовна постапка. Очекувавме дека ќе оди во скратена постапка, како што досега беше праксата за ова парламентарно мнозинство, но во комуникација со медиумски чинители сепак сметаме дека и ова е избрзување на носење на ваква битна материја, затоа што сметаме дека таа треба да ги вклучи сите општествени чинители кои се занимаваат со оваа материја, затоа што сакам да потсетам дека политичките партии, медиумите и граѓанскиот сектор, тоа се три одделни елементи во општествениот дискурс. Сега, треба да се расшири дебатата. Затоа повикуваме оваа точка да биде симната и пред неа да претходи обширна и инклузивна јавна расправа во која ќе бидат вклучени тие релевантни фактори на оваа материја. Сметаме дека во ова законско решение има некои опасности кои може да се појават. Сметаме дека да, апсолутно е потребна регулација на оваа материја, затоа што генерално овие луѓе се оставени без никаква законска заштита, но сакам да потсетам дека секогаш кога собранијата пробувале да го регулираат интернетот, тоа е, не знам како да ви кажам, тоа е ловење на воздух, затоа што ако има малициозни намери, ако има ресурси за тоа да се направи, на интернетот многу пати може да се заобиколат регулациите и всушност што се прави со се во ова, се фаворизираат веќе постоечките медиумски магнати и тие кои имаат ресурси да играат околу законите, додека искрените портали кои се со помал број на вработени, кои работат во специализирани теми, како например спортските портали, автомобилските портали, религиски портали, тоа се портали за кои не е потребен толкав тим или таква инфраструктура како што се предлага во овој закон. И сметаме дека постои тешка фаворизација на веќе воспоставените медиумски магнати, просто речено, во ова предлог решение. Затоа повикувам да биде тргната, затоа што сметам дека се додека политичката каста пробува без комуникација со медиумските представници да го регулира овој простор, многу лесно тоа може да западне во авторитарно однесување, кое потоа ќе го гледаме преку негативни последици кои се одразуваат врз вкупниот демократски амбиент во Република Македонија и во ослободувањето на мислата и подкрепувањето на транспарентноста во дискурсот во општеството. Очекувам поддршка за овој наш предлог. Ви благодарам.